Почнуваме со информациите подготвени за ова издание на регионалните вести. Владата синоќа во Тетово ја одржа својата редовна 165-та седница. Утврдени се идните заеднички приоритети на општините од Полошкиот регион со централната власт, кои главно се однесуваат на инфраструктурата. На владината седница беше одлучено во 2020 година гасот да се доведе до граѓаните и компаниите во Тетово и Гостивар, со што значително ќе се намалат трошоците на граѓаните, а воедно ќе се намали аерозагадувањето преку проектот за подобрување на општински услуги, кој го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка. Одобрена е техничка документација на општина Тетово за набавка на нови автобуси. Договараме решение за клучката, кој што после Петрол навистина треба да му помогне на Тетово. Многу работи се решаваат во овој момент. И јас искрено верувам дека навистина целосната ориентација на владата во поддршка на општините, не само заради тоа што премиерот бил бивши градоначалник, туку заради тоа што навистина и самите министри се вака посветени и преку ваквите седници ќе можеме уште подлабински да навлеземе во суштината на проблемите, за да решаваме уште поголеми проблеми и уште побројни проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Истакна премиерот Зоран Заев. На владината седница беа присутни градоначалниците од Полошкиот регион. Преку заеднички проекти и преку заедничка поддршка да можеме да промовираме токму, многу работи од листингот што и онака премиерот досега ги имаше спомнето. Меѓу другото, проектите и идеите кои ќе ги дискутираме и денеска се важни не само за сите граѓани на нашата земја, туку исто така се важни и за процесите кои предстојат, процесите во однос на отворањето на поглавјата со Европската Унија, каде што нормално обврските наши како земја и како влади, како локални самоуправи остануваат многу големи. Владината седница која синоќа се одржа во Тетово беше втора од утврдените 10 седници, што во наредниот период ќе се одржуваат еднаш месечно во различни региони во државата. Опозиционите партии во Тетово, каде синоќа владата одржа седница, го дочекаа премиерот Заев и министрите со протести. ВМРО ДПМН протестираше против загадениот воздух, а опозиционите партии на албанците без Алијансата за албанците го потсетија Заев и градоначалничката на Тетово Теута Арифи за неостварените ветувања. Ни беше оневозможено и бевме оддалечени повеќе од 100 метри од влезот на општината, што според мене е спротивно на уставот со кој што се гарантира правото на мирен протест на граѓаните. Каде е ветувањата за училиштето во Решица и Селце? 2. Каде остана ветувањата за изградба на коритото за реката во село Порој? 3. Каде остана ветувањата дека компанијата за производство на електричка енергија не може да управува со туристичкиот центар? Станува збор за компанијата Едем, за да и се одземе правото за управување со побава шапка. Заев рече дека секој има право преку протест да го каже своето мислење, како нивниот политички опонент партијата ВМРО ДПМН, која како што рече, додека ја водела државата, не направила ништо против аерозагадувањето. Нашиот политички опонент како СДСМ, тоа е ВМРО ДПМН, секако треба да биде авангардата на изразувањето на незадоволството, но да правиме и рекапитулар. 11 години како власт, навистина не направија ништо. 10 милиони евра најдовме пари, директно. По 2 милиони евра определуваме во буџетите директно за еколошки програми. Ги зајакнавме сите програми на екологијата. Парите не одат во споменици музеи, одат во гасификација. Спомнавме само 29 милиони за 76 километри за овој северозападен дел од државата. Да не зборувам за сите филтри, интервенциите во школите, училиштата. Протестите трае по половина час, а учесниците мирно се разотидоа. Министерот за здравство Венко Филипче во рамки на вчерашната посета на Полошкиот регион беше и во општата болница во Гостивар. На средбата со управата се разговараше за новините со состојбите и за потребите на болницата за нова апаратура и стручен кадар. Министерот за здравство Венко Филипче вчера попладне беше во посета на Гостиварската општа болница доктор Ферид Мурат, каде поразговара со управата околу последните реализирани проекти, состојбите и потребите на оваа установа. Министерот го разгледа реновираното приемно одделение на ургентниот центар, операционите сали, како и одделението за рентген, каде што е набавен современ дигитален рентген апарат. Конкретна причина за посетата е инсталацијата на новиот дигитален рентген апарат, со што значено се олеснува
пристапот до овој тип на диагностика на огромен број на жители кои обслужува оваа болница, негде блиску 140-50 илјади жители, гостивар заедно со целиот овој регион. Стана збор за најсовремен апарат со многу мала доза на зрачење и многу квалитетни слики. Го посетивме и обновеното оделение приемно, ургентниот центар и целосно реновираните операциони сали по најсовремени стандарди со нова анестезиолошка машина, понатаму најсовремени светла, операционен стол, што овозможува на вистина висококвалитетна хируршка услуга на сите пациенти кои што овде доаѓаат. Директорот на болницата во Гостивар Јакуп Јакупи нагласи дека проблемот со недостиг на кадар постепено се решава и дека оваа година ќе се заокружи со околу 80 нови вработувања. Да, значи ние во текот на оваа година вработивме околу 37 вработувања од професионалниот дел на кадар, испративме 7 специализации и моментално значи имаме отворено, тоест денеска заврши веќе конкурсот за подавање на документи на 27 места од аспект на медицинскиот кадар и 23 имаме од немедицинскиот, тоест правници, економисти и помошен друг персонал. Значи горе-долу за ова година имаме околу 80 вработувања, ако не грешам во бројките. Значи, што не значи дека со ова сме привршиле со вработувањата, значи тековно ние бараме од Министерството како што се ослободуваат место или пензионирање, макар што ние во Гостивар може да се пофалиме дека немаме нешто конкретно, значи иселување или напуштање на кадарот од нашата болница. Гостиварската општа болница актуелно има околу 500 вработени лица и покрива регион со над 140.000 жители од општините Гостивар, Врапчиште, Маврово Ростуше, Дебар и Кичево. Тетовецот историчар Бранислав Светозаревиќ синоќа ја промовираше својата нова книга посветена на сограѓанинот Виктор Ачимовиќ. Промоцијата се одржа во музичкото училиште во Тетова. Насловот на книгата е Тивкиот фронт на Виктор Ачимовиќ. Енигма за македонската јавност, вака историчарот Бранислав Светозаревиќ Покорни го нарече својот сограѓанин, кој воедно е и главниот херој во неговата нова книга Виктор Ачимовиќ. Пред тетовската јавност, синоќа во музичкото училиште, Светозаревиќ ја промовираше својата книга Тивкиот фронт на Виктор Ачимовиќ. Светозаревиќ истакна дека пронаоѓањето на архивските документи на Ачимовиќ за него биле привилегија. Вели дека Ачимовиќ се уште не е докрај откриена личност, но сепак е личност која е многу значајна за македонската историја и држава. Ни раскажа накратко сегменти од неговиот живот. Роден 1915 во Тетово, вундеркинд, знае 7 јазици, на 19 години има свој весник Тетовске новине. Веќе во 1939 на 24 години објавува весникот Јужна стварност, во кој се бори за македонските интереси, за македонската кауза. Затворен од сите режими во кои живеел, бил затворен во Кралството Југославија, потоа осуден од италијанските окупациони сили на 2 години, за да на крајот 4 години лежи во затвор во Идризово во социјалистичкиот период. Иако прогонуван заради своите идеи кои биле оригинални, самостојни, посебно затоа што бил и обавештаец, односно разузнувач на НКВД за време на Втората светска војна, за која има и орден добиено за заслуги против антифашизмот. Некои сегменти укажуваат на тоа дека работели за МИ-6. Сепак од својата средина никогаш не бил разбран и заради тоа бил изолиран. Но неговата изолација од новинарството го пренела на фотографијата и филмот, каде што успева да ги добие сите врвни награди во Европа, како што се Сребрената плакета на Кански фестивал, на Луксембуршкиот бронза и Гран при во Краков. За животот на Ачимовиќ веќе е понудено и сценарио за филм.
Светозаревиќ неколку години ги истражувал документите за да ги срочи во книга за личноста која секогаш била на линијата меѓу животот и смртта, па како што вели Светозаревиќ, во некои сегменти заличува на македонски Джеймс Бонд. Во средните училишта започна проектот на СВР Тетово за меѓуетнички соживот и толеранција. Секторот за внатрешни работи Тетово неделава започна со практична имплементација на превентивно-едукативниот проект Безбедни училишта за меѓуетнички соживот и толеранција, чиј носител е одсекот за превенција, а кој се реализира неколку години наназад. Со проектот вкупно ќе бидат опфатени над 2500 ученици во прва година од 7-те тетовски и 4-те гостиварски средни училишта, кои на посебни предавања поблиску ќе бидат запознати со личните и општествено негативните последици од предизвикување и учество во нарушување на јавниот ред и мир во и околу училиштата. Првокласниците од Полошкиот регион исто така преку интерактивни презентации, што ќе ги одржуваат стручно обучени полициски службеници, ќе се запознаат и со законските импликации кои се однесуваат на нарушување на јавниот ред и мир, како и на другите девијантни појави. Во рамки на овие активности на учениците ќе им бидат представени основните вредности на толеранцијата, нејзиното значење и формите и начините за нејзина поширока афирмација и унапредување, не само во училиштата, туку и воопшто во локалната заедница. Проектот се планира да се спроведува 1 месец и негова цел е да придонесе за превенирање на инцидентите во училиштата и за зајакнување на меѓусебната доверба и соработка на учениците од различна етничка и друга припадност. Штуловиот универзитет во Тетово денес беше домаќин на представниците на УСАИД. Целта на нивната посета беше да се интензивира соработката меѓу САД и универзитетот, како и да се согледа постигнатото и сработеното во изминатите 18 години од постоењето на Штуловиот универзитет. Првиот човек на меѓународната програма за развој на УСАИД денес го посети Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Посетата следи поработниот престој на стратешкиот партнер на Штуловиот универзитет, Универзитетот од Индијана. Тие биле во работна посета на Штул и направиле така наречен скрининг за да се види во кои услови функционира универзитетот 18 години од неговото постоење. Како што кажа ректорот на Штуловиот универзитет, професор доктор Абдулменав Беџети, овие неколку недели се посветуваат на тоа да се врати интензивната соработка со САД. Секако дека оваа посета на ваков највисок ранг, да ви доаѓа првиот човек, што се вика на таа институција за меѓународен развој планетарен, да ве посети за само еден ден кој што престојува во Македонија, да 2 сата ги одвои за посета на Универзитетот на Југоисточна Европа, од една страна е признание, од друга страна е исто така и обврска на Универзитетот да ги следиме нивните препораки. Се разбира, нивните препораки се насочени кон тоа да што е можно повеќе бидеме поблиску до приватниот сектор, да произведуваме профили и кадрови потребни за пазарот на трудот, базирани на основа на не само тие профили што ние ги имаме, туку и други, меѓутоа базирано на тоа на практично знаење. Препораката на УСАИД најмногу се однесувала на обучување на младите кадри со цел стопирање на процесот на заминување на младите од земјава, а како што истакна ректорот, тоа најмногу ќе се постигнува ако за нив има вработување. Јавна дискусија со средношколци во рамки на проектот за млади со критичко мислење. Сдруженијето Мултикултура организираше денес во Тетово. Сдруженијето Мултикултура започна со активности за развивање на критичкото мислење во Полошкиот регион преку едукација на младите за медиумска писменост. Во рамки на проектот за млади со критичко мислење денес беше одржана јавна дискусија со ученици од средните училишта. Младите сакат да имат критичко мислење, но за жал тие не се свесни и способни да ги идентификуваат тие медиумски манипулации, тоа токму и заради тоа имаше потреба за еден ваков проект.
Проектот ќе трае 6 месеци, при што ќе се организираат неколку работилници, а ќе се спроведе и кампања со цел едукација на младите за медиумските манипулации, што ќе резултира со завршен настан за промоција на резултатите. Морам да признам дека е навистина многу тешко, бидејќи ние сме првите кои што сме отишли на таков шампионат и нема од кого да побараме некој совет, некој инфо, некоја дата за сите тие стази, како да се сетапира моторот, како да биде подготвен моторот, така да на нас не е многу потешко во однос на моите конкуренти. Здраво, јас сум Христијан Бузалковски, имам 23 години, доаѓам од Скопје и сум професионален моторциклист кој што се натпреварува на Алпа Адрија, европскиот интернационален шампионат во брзински моторциклизам. Тренингот е реално навистина многу тежок за нас, бидејќи потекнуваме од држава каде што немаме тркачка патека. Така да тренинзите ги правиме генерално во Грција, бидејќи таму ни е најблиску, стазата е оддалечена од околу 260-270 км од нашиот дом, што навистина е реално е многу тешко, бидејќи за еден тренинг мора да одвоиме од неделата 2 или 3 работни дена за да се спакуваме, за да отидеме, за да изтренираме и за да се вратиме. И што е навистина поголем трошок додека би имале стаза тука. Освен тренингот со моторциклот, имаме и тренинг фитнес и велосипед, бидејќи тие не одржуваат во кондиција, така да навистина е тешко, но меѓутоа мора се сноѓаме, бидејќи кога го сакаме многу тоа, ништо не спречува да го правиме. Не е во ред некоја група на возачи кои што навистина дивеат и возат непробесно да ги деградираат останатите возачи кои што навистина тоа го сакаат и го прават, така да јас апелирам доколку сакаат и имаат адреналин и се спремни да возат, најубаво е тоа да го направат на патека. Мојата порака до младите е доколку сакаат да се занимаваат со овој вид на спорт, тоа да го започнат уште од малата возраст, да поседуваат заштитна опрема доколку возат низ градските улици, да возат пропусно според правилата, да не дивеат низ сообраќајот, а до институциите мојата порака е доколку се во можност да се надевам дека се во можност да се изгради тркачка патека што е можно побрзо во нашата држава, бидејќи свесни сме колку многу проблеми и штети се прават во сообраќајот. Одлуката на администрацијата на Трамп да воведе дополнителни царини од 25% на низа производи на Европската Унија во знак на одмазда за субвенциите на европските авиони Airbus ги погоди производите. Од италијанското сирење до француските вина. Во Грција пак тоа е конзервираната праска. Грција е најголем извозник во светот на праски во конзерва. 1/5 од нејзиното годишно производство од 250.000 тони оди на американскиот пазар. Новите мерки ќе зголемат царината за увоз во Соединетите држави на 43%. Во северните грчки региони Пела и Матија, каде што се наоѓаат градовите Верија и Науса, околу 10.000 мали фарми работат за 17 фабрики за конзерви. Костас Апостоло, шеф на Грчката асоциација за конзерви, стоејќи во магазин полн со конзерви, вели: Suddenly was this war between Europe and United States about what? About the aircrafts. We could not never imagine that this could affect our poor job here in this small area in Central Macedonia. Тој додава дека зголемените царини ќе влијаат врз екзистенцијата на повеќе од 10.000 земјоделци и работници и нивните семејства кои зависат од производството и одгледувањето праски. Why they punish us? We have nothing to do with these aircrafts. Зголемувањето на царините стапи во сила на 18 октомври, во момент кога грците се подготуваа да му испорачаат 50 милиони конзерви на американскиот пазар. Многу клиенти или ги откажаа нарачките или соопштија дека нема да бидат подготвени да платат за какво било зголемување. Експертите велат дека приходот што ќе се изгуби од американскиот пазар е околу 50 милиони долари. Мала сума во однос на меѓународната трговија, но неопходна за еден од посеримашните региони во Грција со невработеност од 20%.
Тие се загрижени дека непродадената стока ќе доведе до натамошно паѓање на цените и до скок на невработеноста. Земјоделецот Тасос Халкидис вели дека екзистенцијата на цели села ќе биде засегната од новите царини. Αν είχα τον Τραμπ μπροστά θα τον έλεγα να καθίσει φρόνημα, να μας αφήσει να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε, να μην γίνει αυτό εδώ με τους δασμούς, να είναι όπως ήταν το ελάχιστο αυτό που είχαν, για να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε. Тој додава дека земјоделците размислуваат дали се исплати со вакви царини воопшто да одгледуваат праски во иднина. Времето денес беше променливо облачно со врнежи од дожд и со повремено засилен југоисточен ветер. Температурите се движеа во интервал од 11 до 16 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со услови за краткотраен локален дожд. Наутро со услови за појава на магла по котлините. Температурите ќе се движат во интервал од 11 до 18 степени Целзиусови. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.